Првиот човек на Центарот за управување со кризи, Стојан Чангелов е нашиот гостин утринова. Ви благодарам што успеавте да дојдете. Ве гледам дека сте преморен. Не, напротив, баш сум свеж, станав од спиење пред 2 часа. Пред 2 часа само, да. Околу 5. Живи здрави, денеска ќе успееме ли да го ставиме под контрола пожарот кај Галичица? Тоа се очекувањата на граѓаните. Реално не очекувавме дека толку ќе се прошири. Некој 11 дена се држеше под контрола. Што се случи во вчерашниот ден да земе толков замах? За почеток да објаснам една работа кај граѓаните, бидејќи постои едно мало неинформирано, што е сосем вообичаено, граѓаните не треба да ги знаат деталите, но кај секој пожар инцидент командир, односно лице кое што одлучува, е оној кој што стопанисува со конкретната шума, кога се работи за шумско подрачје. Во овој случај одговорни за гасење на пожарот се Националниот парк Галичица и сметам дека тие гаснењето го прават на еден извореден начин. Кај овој пожар има неколку непознати кои што за граѓаните навистина не се познати и не треба да бидат познати, но исти ваков или сличен пожар имавме во 2021 година. Една од работите е тоа што има многу заостанати неексплодирани минско-експлозивни средства од Првата светска војна, каде што одел фронтот на помеѓу две големи сили. Цела Галичица е расфрлана, по неја има расфрлани најразлични минско-експлозивни средства. Од најобични куршуми, рачни бомби, па се до противавионски, би рекол, поголеми гранати или ракети, така што во текот на вчерашниот ден ми испратија неколку фотографии кои што ние ги споделивме со јавноста. Од друга страна, Галичица е планина, врвот Магоре околу 2500 метра. Значи, пожарот влезе од албанска страна. Ние знаевме дека доаѓа кон наша македонска страна и уште пред да влезе на македонска страна, ние стапивме во контакт со албанските власти да можеме да влегуваме и во другата страна, затоа што кога се гаси погранична линија, вие немате многу осет каде е Македонија, каде е Албанија. Да. Нормално е некој 100 метра или не знам повеќе, помалку да се влезе на другата страна или обратно, ако тие гасат кај нашата граница. Така што со време е започната работата, поради што јас честитам на Националниот парк Галичица, се работи за планина, стрмен терен, на некои места 70 степени. Граѓаните го гледат само огонот кој што во суштина прави штета, одредена еколошка штета, но таму за една година повторно ќе има нова трева и нови грмушки. А човечките животи кои што би се загубиле додека го гасиме овој пожар нема никогаш да се вратат. Проблемот кај овој пожар е што е помеѓу две, условно кажано, туристички места, едно големо Охрид, Преспа, ако се уште може да ја сметаме за туристичко место. Добро. И е видлив. Па во Преспа се сомневам дека има многу туристи странци. Па јас се сомневам, да ви кажам, најде сепак. Зборуваме за Охридската страна и пожарот кој што е преполно со туристи. Е видлив. Да. Генерално вгори вегетација, трева и ниско стеблесто, но обични грмушки, ниски смреки и така натака. Добар дел од ова подрачје беше изгорено пред 3 години, сега повторно гори, значи тоа е новата вегетација. Гаснењето со хеликоптери авион е оттежнато, бидејќи се работи за голема надморска височина и јас како раководител на главниот штаб нема да дозволам да летат летала на место каде што може да експлодира некоја голема граната со калибар од 120 мм и да го сруши хеликоптерот. Safety first. Да, тоа постојано го повторувам. Постојано го повторувате, но знаете што... Ние користиме секој утро, луѓето кои што гасат, доброволците, храбрите, силни доброволци. И за нив сакам да ве прашам, затоа што велите дека е просторот со мини експлозивни средства, напоминавте неколку, а постојано се повикува на граѓанството, на волонтери да се вклучат. Ги има во голем број, вчера доцна во ноќта и утринава во 7 се организирани. Како се организирани, со оглед на тоа што велите? Прво е непристапен терен, некои 2 часа пеш. А колку имало вчера волонтери, дали знаете? Колку имало? Па некој вика дека биле 4. Значи, внимајте, зборам за обични граѓани. Добра. Главнината на гаснењето ја чинат вработените во Националниот парк Галичица, кои што имат едно од најдобрите ренџерски служби во државата. И јас се честитам на нив. Црвен крст дополнително им помага од Охрид, да. Па кога ќе кажете Црвен крст делува малку меко. Таму имаме едни изворедни строги алпинисти, планински спасители предводени од Антонио. Имате едно тешко име за изговарање, не можам никош да го погодам. Секоја чест за нив, готово знаеме. Тоа е едно посебно знаеме друштво кој што има специјални возила, имат квадрицикли и така натака.
И тие овде гасат како доброволци, бидејќи не се пожарникари, но тие се друг тип на доброволци. Кога зборуваме за обичните граѓани, не секој може да се искачи на Магаро. Еве, тоа е врв од 2500 метра. Кој би можел да се искачи? Но како и да е, денес ќе фокусираме повеќе сила. Одговорот на вашето прашање е лицата од Галичица знаат каде се минско-експлозивните средства. Каде е безбедно. Иако 100% безбедно, може би не е никаде. Бидејќи била таму фронтовата линија. И може насекаде да се најдат остатоци. Јас би ви покажал фотографија, ако е технички возможно, од мобилниот. Голема, но ајде да оставиме, јас сподели во Вибер групата на ЦУК, може би ќе ја најдат вашите одрежија, па ќе ја пуштат. Зборуваме за вака, за пола метро гранати, не зборуваме за кој што при експлозија може да убие некој. Охриѓени вилат се слушаат детонации и во вчерашниот ден се слушаат детонации. И сега да ве прашам јас контрапрашање, дали таму каде што се слуша детонации треба да гасат луѓе? Нашата тактика и 21 и сега е, го чекаме пожарот да се спушти ниското кон шумата, каде што е релативно безбедно, каде што се направени противпожарни пресеки и каде што пожарот може да се сопри без движење. За жал, мирисот од изгорена трева, од вегетација, создава вознемиреност, што е сосем нормално. Од друга имало страна, присуство од саѓи и пепел, особено во Љубаништа се жалат тука во за жал, езерото. да, тоа е нормална појава при секој пожар. Јас секој ден дишам такви саѓи и таква чат. Значи, ние имаме повеќе пожари, ние имаме 40 на пожари во просек дневно. 37 за вчера регистрирани само. Сега ќе ви кажам најновата. Како е сега сега најновата ќе ви кажам статистика? колку е за вчерашниот ден. Вкупно 49 пожари. Некои пожари подоцна ни известуваат. Пожарникарите се на крајот на снагите. Гасат сите. И буквално понекогаш ни доцнат информациите од терен. Затоа што ја напоменувам секогаш кога давам изјави дека овие информации важат во 13 часот, овие во 17. Значи ние вчера сме имале 50 пожари без еден. Состојбата е на милива. 50 места. Велите нашите пожарникари веќе се на последните сили, секоја чест за не знаеме што повеќе да кажеме од тоа дека бескрено им веруваме и се потпираме на нивната сила до последен момент. Испративте неколку од екипите кои што беа тука унгарските пожарникари, ќе ги замолам колегите од режија, унгарските пожарникари направи едно видео со кое што објаснуваат со каква огнена стихија се справувале тука во Македонија и за помошта и соработката која што сте имале, но не беа само тие. Јас зборував со нив лично во повеќе наврати и поделивме по една благодарница од име на владата, не само на од нив име и на други, Центарот за управување со кризи за нивната помош, но тие за прв пат беа соочени со таков монструм од пожар, по нивно кажување. Тие немаа видено дотогаш толкова површина и таков пожар кој што се движеше на тој начин. Бидејќи еден добар дел од периодот кога ги имаме пожарите е ветровите. Ретко имаме тивки денови. Ветрот е нашиот во случајот најголем противник, затоа што најголем непријател, да. Па ветрот ни е пријател, убаво е да има ветер, но во конкретен но случај кога и огнот е наш најголем пријател, ако нема оган немало да има човештво, огнот е наш пријател, но кога ќе изгубиме контрола врз него, тогаш тој се претвара во наш непријател, да. И за жал имам несовесни луѓе, но нивниот број е мал. Ние ако вчера сме имале 49 пожари, од нив 10 се пренесени од претходниот ден, значи имаме 40 нови пожари. 40 луѓе вчера предизвикале пожар. Неколку од нив најверојатно намерно, останатите не намерно, лекомислено сметајќи дека нивната постапка нема да предизвика пожар. Ние имаме една индиција за едно место, нема да го кажам, си работат службите дека од гробиште започнат пожар. Од свеќа. Значи, треба да бидеме екстремно внимателни. Секој невнимателно однесување на било кој граѓанин во поглед на огнот треба да биде самиот граѓанин да го посматра како обид, обид. Од небрежност, предизвикување на опасност за убиство на некој друг човек кој што е неколку километри понатаму. Пожарот на Галичица е буквално секоја година присутен, но некојаш успева да го изгаснат на граничната линија. Го палат сточарите од албанска страна за да изникне нова трева. Во суштина тревата која што гори на врвот на планината и од еколошки аспект повторно ќе изникне нова трева после првите дождови. За жал таму имаме разни животинки кои што живеат, инсекти, влекачи и така натака. И јас генерално сум противник на предизвикувањето на пожари. Вие постојано апел пуштате до
граѓаните, сите оние кои што ќе забележат пироман да го пријават? Зарем толку не можеме Не би рекол пироман, да, вака е сватено во јавноста. Добро. Има некој добар човек, честен човек, земјоделец, кој што има ниво од 5 декари или од 10 декари, ја посеал со жито. На крајот го ожнеал житото, му останале дршките од житото, бидејќи сега луѓето не чуват стока, немат потреба да ги косат до крај, да ги чуват како слама за храна на стоката. При тоа и надвор од нивата имаме трева до појас, затоа што нема стока кој што ќе ја испаси таа трева. Порано го немало тој проблем, се тепале кои да ожнее ливадата за да се ја собере сламата за храна, а сега ние имаме превише вегетација. И тој добар човек, кој што не е зол човек, не е криминалец, си го пали своето стрниште за да се ослободи. Го пали на традиционален начин, како што правил неговиот татко, неговиот дедо, неговиот парадедо. Ако палеле, порано реков ја жнееле, но на некои места еве ги палеле, имале поквалитетна трева и не го жнееле. И сакате да кажете од невнимание ќе се создаде пожар. Имаме на такви крајот на случаи од меѓата невнимание, пожарот ќе но зафати меѓата, ќе премине во намерно се тревата. прави. Имаме намерни, но имаме многу ненамерни. Може ли тие да се стават под контрола во овој период кога е таква состојбата, едноставно да не се работи? Видете, треба една трансформација на системот за управување со кризи, на системот за гасење на пожари. И овде пожарникарите се би рекол алката кај што треба опрема. Значи, кога зборуваме пожарникарите и сега и одлично си ја вршат својата работа. Ниф и треба подобра опрема. Нормално дека треба и малку подобра селекција при приеми, подобра обука, но во целиот систем се содржи од многу алки, како на пример превенцијата. Кога ние би го трансформирале системот во еден модерен систем прилагоден на нашиот менталитет, во Словенија е многу лесно ќе кажете на граѓаните, тие тоа нема да го прават. Во Македонија нашиот менталитет е малку поинаков. И треба да се најде решение за оние проблеми со кои што не можеме да ги промениме. Некои поведенија на граѓаните ние не може да ги промениме. Но можеме да се прилагодиме на нив или останатата варијанта е да бидат строги казни. И ако би била казната 10 години затвор, тогаш никој нема да пали стрниште. Што ќе има најголем ефект според вас? Вие сте постојано на терен. Реалната слика ја знаете. Комплексна материја. Нема една мерка. Зборуваме за систем од мерки истовремено. Прво треба едукација. Свесноста. Јас сум исклучително благодарен на сите вас медиумите, бидејќи досега не ни сретнав ниту еден медиум кој што злонамерно известува. Нормално е понекој пат да се случуваат погрешни информации, тоа сосем нормално во било област, но благодарение на вас медиумите, овие последните 3-4 години, сметам дека ја кренавме свеста кај граѓаните. Јас многу работам на тоа. Знаете дека кај вас сме зборувале во февруари за пожари, затоа што и во февруари имавме голем број на пожари. Свесноста кај граѓаните, дека нивното поведение може да предизвика пожар. И граѓаните, ќе кажеме, на малите деца треба да и кажеме како да знаат како може не сакајќи да предизвикат пожар. Ама секој еден возрастен човек знае како може да предизвика пожар. Треба некој да му цртаме дека ако фрли кибрид, запалено шкорче, ако пали цигари, фрли шкорче, дека може да предизвика пожар. Но денес ретко сите користат запалки, еве ретко кој користи кибрид. Но палење тога на отворено, правење скара, работа со алат кој што искри, знаете, оние со засечење алати, да не ги погрешам терминологиите. Не, па народски кажано, за да можат сите да разберат. Знаете, вака кога веќе колку години сте во Центарот за управување со кризи, ние можеме лесно да ги споделиме информациите, затоа што имаме извонредна соработка со вас, постојано споделуваат информации од терен, така што новинарската фила ги има информациите од прва рака. Многу леснувате во случајот за да се испрати пораката. Да ве прекинам, нашата цел е да приближиме оно што го работат тие храбри луѓе, пожарникарите, вработените во националните паркови, вработените во дирекцијата за заштита и спасување, нашата армија, полиција. За нив сакам да зборуваме кога се случува една ваква состојба, кога се сите сплотени со една иста цел, до последни сили, најмногу се гледаат недостатоците во системот. Што недостасува најмногу? Опремата ли е она која што е број 1? Треба да се реорганизира системот. Постојано се зборува за тоа, немаме опрема, немаме хеликоптери, ни фали тоа, Што е тоа што недостасува? Во шахот двајца играат со исти фигури. И едниот и другиот има крал, и едниот и другиот има кралица, коњ, пиуни и така натака. Ама едниот ќе победи, другиот ќе изгуби или едниот катастрофално ќе изгуби. Значи истите фигури
како ќе ги распоредите, зависи, еве отварањето во шакот како ќе го направите, зависи како ќе тече Така текот да кажете, играта. од умешноста зависи, Значи, на распределба на тоа што го менаџментот со имаме. луѓе, јас во Центарот за управување со кризи затегнав прекрасни луѓе, еден дел кои што не се, да речем, најдобри, но оние кои што, од кои што можев да извлечам максимум во една пријателска атмосфера, во една другарска атмосфера, ги направивме прераспоредување, се извинувам, на силите. Значи, менаџментот со луѓе, ако ние системот го преструктурираме и го прилагодиме на нашата сурова реалност, јас секојдневно читам многу совети, критики, напади на Facebook, на Twitter, на други социјални мрежи. И тие се прекрасни луѓе, они не знаат зошто не биле хеликоптерите, авионите во Дојран, затоа што беа во Паланка и треба еден час да одлета до Дојран. За тоа ве Но луѓето прашувам, тоа не го знаат. ограничени ни се ресурсите со што И со располагаме. овие ограничени ресурси можеме значително да бидеме подобри. Јас морам да ја пофалам новата влада, затоа што веднаш со формирањето на владата го решија проблемот со недостаток на пилоти во ДЗС, иако е тоа привремено решение со враќање на двајца пензионирани. Да, привремено Но решение. јас апелирам до претходната влада повеќе од половина година и тие не најдоа сили тоа да го направат. Понатака, реформата на системот, јас кај вас сигурно зборувам 2 години за неа. Да. Значи, во периодот додека бев актуелен директор во претходната влада, ја отворено зборував за слабостите на системот за управување со кризи. Мене не ми беше дадена можност да го реформирам системот за управување со кризи, но ми беше дадена можност да раководам со ЦУК така како што мислам. Тие се две различни работи. Тука настанува забуна кај дел од граѓаните. А сега имате можноста да Се надевам, реформирате. да, веќе владата работи на тоа, се формира едно тело за реформи на системот за управување со кризи. Вчера премиерот имаше јасно искажен став дека Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување ќе се спојат, односно од нив треба да се формира една многу пофункционална институција со тоа што во однос на одредени изјави кај граѓаните во јавноста дека сега системот е нефункционален, ја не се согласувам. Системот е и сега функционален, но може да биде многу пофункционален. Сега е пон со слабости. Оно што го реков, со распоред на силите, правилен прераспоред на силите, со мала мотивација на луѓето може да се добие многу. Но овој систем ваков како што е ги гаси пожарите. Оваа влада за овој 1,5 месец постоење направи значителни подобрувања на неколку сегменти на системот, кои што сега секојдневно функционираат. Меѓу другото и обезбедувањето на странска помош, која што беше значителна. Ние во исти ден имавме и по 15 на странски летала. Знаете, едни доаѓаат, други заминуваат, но имавме повеќе хеликоптери, ние имавме до вчерашниот ден 4 странски ертрактори. 2 ертрактори заминаа вчера, 2 треба да заминат во секој момент, тоа се германските. Најверојатно ќе заминат утре и имаме еден словенички хеликоптер моментално. Значи, ние менаџираме во исто време по, би рекол, 20-тина, некојаш и повеќе летала, бидејќи тоа создава една забуна кај граѓаните. Но јас ги разбирам граѓаните и никош нема да се налутам за тоа. Од овие ресурси кои што ги имаме, ја ќе ви кажам дека сме имали ситуација кога словенечиот хеликоптер не можел да лета, морал да остане цел ден при земја, затоа што му се затнале филтрите. Бидејќи тие хеликоптери се наменети за друга работа. Кога летаат над пожарот, има многу чад, има многу прашина, се полнат филтрите, има многу специфики. Треба почесто одржување, подмочкување, така што ние неколку дена го немаме малиот полициски хеликоптер на располагање. Големиот, најверојатно денес или вчера во доцните попладнени часови, требаше да му се направи еден мал сервис, кој што го неутрализира 5-6 часа. Знаете што вака кога отворено ги споделувате работите и уште повеќе зацврстувате и довербата која што ја градите со граѓаните. Она што сакам да ве прашаме како кризен штаб, веќе сигурно и ја очекувате, ја на некој начин можете и на терен да видите колкава ќе биде штетата и кои ќе бидат очекувањата во следниот период. Веќе се пишува за тоа дека и ќе влие на цените на огревното дрво годинава, состојбата со пожарите, дека цените ќе бидат многу високи. Па обично обратно е. Сега овие дрва кои што изгореа, дрвата не горат цели. Граѓаните треба да знаат дека најголем дел од дрвата, особено зимзелените, гори кората, смолата, оние листовите, односно игличките од зимзелените дрва. Дрвата, стеблата остануваат цели, тоа е еден од мотивите за пожарите. Ние се сомневаме, но не можам да го докажам. Тоа МВР работи на такви случаи. И малку, не знам колку смеам да кажам, но ние имаме сомнежи и во последните години дека одредени пожари се предизвикуваат, шумата ќе биде испрлена во наводници. Наедноставно, дрвата остануваат здрави.
и се одличен материјал за градежништвото, градежен материјал. Така што некој има и тоа голема полза на крај од сечењето на дрвата. Една од можностите е да се забрани продажба на такво дрво. Во некои држави имаме многу построги мерки, забрануваат, например, по 10-20 години да се чисти изгореното. И на тој начин се дестимулирани оние кои што сака да заработат на ваков валка нечесен начин, да предизвикуваат пожари. Некој спомна на некои места има убави некои косини каде што можеби ќе се гради нешто и на такви места зборува дека се појавиле пожари, но ова е само сомнеш, се додека МВР не утврди, а многу тешко се докажува. Тоа сакав да ја прашам, колкава е можноста за да се докаже тоа? Пожар во урбана средина во една куќа, во една зграда, релативно полесно се докажува. Може од прилика да се предпостави каде започнал, да се најдат траги и така натака. Вие во шума, каде што имате, би рекол, десетици хектари зафатена, ние од прилика знаеме каде започнал. Но како потоа, бидејќи целото околу ќе изгори, ако некој оставил шише со бензин, со фитил обичен завој ќе стави, да не давам идеи, имаме многу начини како ги подметнуват пожарите, и тоа шише ќе изгори целосно, ќе изгори бензинот и вие немате трак. Многу е тешко за докажување, затоа ние имаме индиции, сомнежи, но не можеме да ги докажеме. А според искуството, затоа што не ни е прва година да се справуваме со пожари, според искуството колку се обнови вегетацијата на места кои што имаше големи пожари во изминатите години? Вегетацијата многу брзо се обновува. Горењето на одреден тип вегетација понекогаш дава шанса на друг тип на вегетација, затоа што пепелта содржи многу хранливи материи за новата вегетација. Веднаш после дождот се позеленува. Ако луѓето гледале на National Geographic или на некои од другите сателитски или кабловски канали, како во Африка има пожари и ќе ги изгори цела савана, па ја доши целиот процес почнува наново. Ние имаме пожари каде што големите букови дрва воопшто не се оштетени. Пожарот гори ниско, горат лисијата на дрвјата, ништо не е. Дел од зимзелените дрва и тоа еден добар дел ќе преживеат. Прашање е дали потоа ќе бидат нападнати од болести. Како што реков, тие не горат цели дрвјата, не горат да станат пепел. Значи, ако е дабова шума, ако дабовите се големи, исто така нема да изгорат. За да и на граѓаните да биде полесно, кога купуваат дрва, кога се сечени таа сезона. Например, тази сечени дрва исцепени кои ги стават во шпоред, тие повеќе чадат отколку што горат, треба малку да се засушат. Па замислете во природа живо дрво. Не горат цели, остануваат, дел од вегетацијата преживува, дел од вегетацијата се обновува. Оние ниските смреки на некои места се и штетни, на некои места се работи намерно нивно отстрнување, бидејќи се шират и зафаќаат огромни површини. Кога збором ниски смреки, ако граѓаните биле на Попова шапка или околу нивните градови ги има насекаде, се смреки кои што се високи метро и пол, еве до колената, можеби до појасот. Некои од нив знаат да израснат и повисоки. Тие во суштина прават најголема паника кај граѓаните, кога се гледа од страна, бидејќи дават силен оган, а развиват и висока температура, не се стои до нив, не може да се гасне. Добро, но не е штетна, како да кажам, некаде во некои држави тие намерно се уништуваат, се контролира нивното размножување, бидејќи се како штеточини се инвазивен тип на растенија и не дозволуваат да растат други типови, иако јас ја сакам целата вегетација. Добро, господине Ангелов, не сакам и да ве задржувам дополнително, она што нема никого да ве прашам кои ви се очекувањата и предвидувањата, затоа што од минута во минута се менуваат, но кои ви се плановите за денеска, каде ќе се делува денеска и со која опрема, поради тоа ве прашувам, поради тоа што на социјалните мрежи вчера имаше некои, па на некој начин не се како да се изразам, забелешки, ета може така кажам, забелешки до Центарот за управување со кризи, од незнаење, а денеска ги објаснивме зошто Сфера Трактори не е делувано на Галичица. Денеска објаснивме зошто, а значи, кои се плановите за денеска? Не, има овде многу работи. Можеби во тој момент некаде некој умира и ќе умре ако ние не действуваме. Приоритетите ги прави главниот штаб за управување со кризи, кој што го предводам јас и стојам за секоја одлука на штабот. Граѓаните може да реагираат, тоа е човечки, но граѓаните ги немат сите информации и јас ги имам сите информации. Односно, ние како главен штаб. Да. И ние правиме приоритетна листа врз основ на и перформансите на самите летала. Знаете дека хеликоптерот кој ќе наполни вода од Охридско езеро, потоа треба да се искачи на 2500 метра да истата да ја фрли.
а при тоа може да експлодира некоја граната и да го сруши. Дали тоа некој го посакува, дали некој посакува да загине некој гаснејќи ја тревата на галичици и грмушките, кои што предизвикуваат вознемиреност. Денес во Македонски Брод, оној голем пожар кој што е влезен во Јасен и Комбелице, веќе дејствува еден хеликоптер на МВР, оној големиот Ми-171 со големо ведро од околу 2,5 тона. Во суштина ведрото е 3 тонско, но не може да го наполни до крај. Понатаму таму имаме 40 припадници на армијата во овој момент кои што активно гасат. Имаме само 20 пожарникари, затоа што територијата на Македонски Брод е огромна, а имат само 12 пожарникари според бројот на жители. Имаме 3 лица вработени во национални шуми, 4 од локалната самоуправа и овде гори делумно борова шума. И наша цел е да го заштитиме селото Белице, бидејќи пожарот многу споро се движи кон селото и кон еден убав рибник. Објект каде што има уште неколку објекти околу него. Понатаму имаме пожар кај Кочани и Македонска Каменица, но таму нема туристи, пожарот не се гледа и не изгледа толку страшен. Истото важи и за Јасен, каде што нема луѓе, луѓето не го гледат и пожарот не изгледа страшен, а во суштина е драстично повеќе кратно полош. Таму ќе делуваме со 16 пожарникари, 3 доброволни пожарникари, 9 лица вработени во национални шуми и 10 од локалното население. Гори борова шума во Кочанско. Тоа е село, пресека е, ако некој бил на Пониква, кој ќе погледне на исток, во насока на Делчево. Значи, гори целата страна од планината, но не се гледа од друго место и не предизвикува вознемиреност. И овде гори исто борова шума. Значи, ние даваме приоритет на борова шума во однос на трева секогаш. И нема неексплодирани мински средства. Во Ресена Галичица, на исток, во правец на селата Лескојец и Стење, значи Лескојец од Ресенска страна, ќе во овој момент се делува веќе со еден хеликоптер од Словенија, 10 лица од Дирекцијата за заштита и спасување, 80 пожарникари, значи правиме огромна концентрација на луѓе. Како и луѓе, мислам 80 луѓе се вкупно пожарникари од Националниот парк ренџери, како и лица од Планинската спасителна служба на Антонио, која што е изворедна. Тие спијат таму. Добро. И Ние најдовме како се вика алпинистичкиот клуб Патагонија, тој што го споминавте од Охрид. Патагонија, може да стават некој го најдовме готово. Патагонија ме посетува на една област во Африка, но како и да е. Имаме пожар кај Долнини. Ај само ќе ги набројам без да ви кажам, таму ќе действуваме со 3 ТР трактори, затоа што се загрозени село Рилево, село Зрзе, манастирот Зрзе, селото Крапа и влегува на територија на општина Македонски Брод, но нема туристи, пожарот не се гледа и не предизвикува вознемиреност. Но ние не смееме да дозволиме вознемиреноста на граѓаните да биде првиот критериум по кој што ќе правиме приоритет на нашите ресурси. Иако се разбира дека треба и таа да земеме во предвид, но во овие села кои што ги набројав живеат живи луѓе, а нив треба да ги оставиме да изгорат куќите. Значи, ресурсите се тие леталата и ние мораме да направиме еден распоред кој што е прилагоден на реалноста. Во тој распоред во правењето учествуваат воени пилоти, пилоти од армијата, па и пилоти од полицијата кои што секојдневно гаснат. И тие подобро знаат од еден просечен граѓанин кој што сака да напише коментар на Фејсбук. Мене тоа, пак ќе кажам, мене не ми смета. И јас кога не би бил дел од овој систем, ја би пишувал така. Јас ги разбирам граѓаните, но треба и тие да не разберат и да ни веруваат малку повеќе. Сега само ќе ги прочитам активните пожари и само да ги прочитам јас ќе суморам, а замислете треба сите тие да бидат изгаснати. Кај Кичево имаме голем пожар кај селото Патеец, бев синоќа, гори пола планина. Знаете колков пожар е? Во споредба со на Галичица, гори шума. Понатаму се движи во насока на село Козичино. Ова село Козичино завлакно беше спасено пред 3 дена. Граѓаните тоа не го знаат. Ние го објавуваме, но бидејќи не е атрактивно за јавноста, вие медиумите сте лимитирани во вашите прилози на неколку минути, и ако ви треба пола сат само да ги објавите пожарите. Ќе се обидам да скратам, таму имаме 20 војника, лица од национални шуми, во Кичево гори кај Зајас. Вчера отидовме, го посетивме селото Зајас. Страшен пожар се разви пред мои очи. Гореа дрвано, дојдоа пожарникари, доброволци и така натака. Кај Маврово Ростуше, кај село Врбен. Синоќ имаше страшна паника, ме бараа неколку локални жители. Претходната ноќ бев таму, побаравме од Бехтеленка еден горлем булдожер со кој што од горната страна го израмнија просторот и пожарот полека гори, кога ќе дојде на тоа место, таму ќе престане, бидејќи нема вегетација. Таму денес во овој момент делуваат 24 специјалци од армијата, 3 пожарникари, 40 вработени во Националниот парк Маврово, и 15 на доброволци. Значи,
80 луѓе, тоа граѓаните не знаат дека 80 луѓе денес работат на пожарот на целото Врбен. Гори ели кои што се високи по 30 метра и мене ми се многу поважни да ги спасам од некаде да изгаснам трева. Не се гаси трева со хеликоптер, нема потреба. Трева се гаси на друг начин. Кај Новаци, тоа е еден пожар кој што оди кон рек Битола и кој што исто така го имаше многу на Фейсбук и на Твитер, предизвика голема вознемиреност. Синоќ зборав со градоначалникот, ми се јави некој од директорите од рек Битола. Таму гасат локалните пожарникари. Ниско е, може да се движат со возила, со джипови. Значи, ние имаме неколку хеликоптери, неколку авиони. Мора да бидеме внимателни каде нив ги користиме. Во Битола кај село Острец исто работат пожарникари со национални шуми, кај Пласница исто така работат пожарникари. Во Македонски Брод имаме и втор пожар кај село Грешница, каде што има пожарникари и национални шуми, и во Пробиштип кај село Радковица према Пониква, пожарникари и национални шуми. Овие 12 сега се активни, имаме 7 под контрола. Од овие под контрола прашање на дене кога ќе излезат вон контрола, но овде морам да завршам. Викнете ме на еден час да ги објаснам малку подобро работа. Мислам дека беше доволно и малку повеќе да се подсмират граѓаните со оглед на тоа дека на социјалните медиуми вчера беше активен ден во поглед на следење на пожарите. Се надеваме дека вие ќе успеете да ставите под контрола и веруваме во вас. Веруваме во... Знам дека верувате, ги повикам и граѓаните, едноставно некои работи не можат на друг начин да се решат, но ги повикам да го погледат големиот пожар во Атина кој што изгори куќи пред градието на Атина. Зборуваме и за тоа известувавме и за тоа пренесувавме. Не гори само во Македонија, следиме што се во Грција, во Турција, на целиот Балкан. Да, знаеме што се случува, но сепак нашата територија си ја сакаме најмногу и гледаме да си ја заштитиме, се разбира. Благодариме. Искрено сакам да ви се заблагодарам што издвоивте време. Знам дека времето ви е кратко и знам дека ви е времето сега во овој период дека секој час мора да бидете некаде. И точно изброено ви благодарам за вниманието. Благодарам за можноста.